Добро утро и од мене, за некого веќе добар ден. Верувам дека веќе сте расположени со моите колеги од Ја сакам Македонија, а сега следува едно ново музичко издание со мојот драг гостин Владко Валдера, кој што ќе ни засвири на гитара, а со него ќе промовираме и нова музика, овој пат музичко освежување на. Ќе ни раскаже повеќе и за фестивалите, настапите, оние свирки летово, како и за идните планови, што е она ново што може публиката да го очекува од него, па затоа останете со нас за една убава дружба. Добро утро и добре дојде, Владко. Добро утро, благодарам многу за поканата, еден голем поздрав до сите гледачи. И пред да почнеме, да не заборавам, би сакал исто така да го поздравам и мојот клас со кој што прославивме 15 години матура. Ми рекоа, Владче, ако идеш на емисија, ако не поздравиш овој пат, имаш минус. Така да голем поздрав до класот на Горан Манев од Гевгелиев. Така, минатиот пат не си ги поздравил, но ете можеби немало повод, нека не се лутат. Сега има повод, 15 години. Да, 15 години славевме од матура и баш во тој период излезе новата песна на. И се сеќавам дека мислам, навистина им се допадна оваа песна и муабетот беше као, Владче, одиш по емисии, не поздравуваш воопшто. Така да еве сега да го исправиме тоа. Се надевам дека сега е окей. Верувам дека сите слушаат. Ветено сторено. Да, дека сите гледаат и слушаат. Ако некој пропуштил на YouTube после линкот, ќе го препратиш да се навратат да видат дека навистина си ги поздравил. Каде славевте? Како прославивте? Дали токму таму беше промоцијата на песната? Да, во Гевгелија беше и целата смеја беше околу нели песната, дека треба да излезе баш во тој момент. И смешна беше ситуацијата, бидејќи честа имаше самиот професор, тоест нашиот класен, му викам професоре, ајде, ќе имате вие честа, слободно може да го направите спотот паблик, и всушност го пуштивме спотот во етер баш таа вечер кога славевме, да, бидејќи нели утре дента беше самата промоција, си викам ајде го направиме тоа малку порано. И си поминавме преуго. Навистина, јас сум многу богат човек заради тоа што имам такви пријатели кои што ме поддржуваат и сакаат, да. Да, дали секогаш било тоа така? Низ целиот процес на творење, музицирање, секогаш си имал поддршка од нив? Па да, искрено, видете, во животот некои луѓе ќе ве поддржуваат, некои не. Поентата е да ставите фокус и да ги цените луѓето кои што едноставно ве поддржуваат, така да. Сигурно имало и некој кој што не ме поддржува, меѓутоа не обрнувам внимание на тоа. Не те разочарал некој ако не те поддржувал, па? Не, заради тоа што немам такви очекувања од луѓето, искрено. Луѓето кои што те сакаат, обрни внимание на нив, не трчај по луѓето кои што не те сакаат и тоа. Да, иако знаат можеби ете понекогаш и да не изненадат некои пријатели за кои што сме мислеле ета дека се искрени, па да излезе дека не е така, но како што велиш ти, не треба да се... Да, едноставно кажете си да сме живи и здрави, одиме понатаму и тоа е тоа. Мислам, сепак знам дека сите сакаме да бидеме сакани. Меѓутоа, можеби тоа може да доведе до некои моменти каде што би ја жртвувале собствената автентичност и искрено за да нели да удоволиме на друг. Тоа не е добро. Мислам дека допаднеме на другите. Тоа не е добро. Мислам дека треба човек да се биде автентичен, да се биде искрен и да дозволи дали ќе биде, мислам да дозволи на општеството да процени дали тоест како ќе реагираат луѓето на тебе, дали ќе те сакаат, дали нема да те сакаат. И да, не заборавајте да се сакате и себе си, тоа е доста важно. Да. Или како да очекуваме од другите да не сакаат. Да, бидејќи знаете што мислам дека луѓето реагираат на вас онака каква што имате вие ваша слика за вас. Значи сликата што сте створиле за вас и односот што го имате спрема самите себе си ќе се рефлектира. Тоест луѓето ви секако огледало ви покажуваат како се третирате вие себе си. Значи да, светот е само огледало, искрено. На врската што имаш со сам себе си, барем јас така мислам. На луѓето кои што се обкружени, нели? Да. Со различни друштва низ животот, гледаме на кое место сме во тој период, во тој момент. Да, и затоа изборувам за автентичноста и за искреноста како многу важни
многу важни особини кои што треба да ги осознае човек и да ги усоврши, бидејќи еве сега моментално ние сме во живо пред можеби цела држава не гледа. Меѓутоа твоето однесување, секогаш си велам така, твоето однесување пред камера и во живо треба да биде апсолутно исто. Буквално како сега да сме седнале на кафе, си правиме најнормален муавет и некој не гледа. Нема никаква разлика. Значи човек треба да се биде искрен и автентичен цело време. Дали е тоа во живо, дали си на телевизија, дали си на било кој друг медиум, апсолутно сеедно. Бидејќи автентичноста е според мене најважната и како артист. Да. И како артист автентичноста е тоа што те прави тебе уникат. А и публиката е многу мудра и многу добро знае да процени кога некој е искрен, вистински, емоции покажува или е онаков како што се прикажува пред камера и приватно. Кога ќе те запознаат, кога ќе те запознае човек приватно, секогаш. Така е. Пред да продолжиме со разговорот, како што знаеш и од минатото издание што го имавме со тебе, имавме некои мини игри, предизвици, па сега нешто поразлично од минатите игри што ги имавме со тебе. Има довршија реченицата. Добро. Да видиме како ви одговорил ти. Песна што секогаш ме враќа во детството е? Добро прашање. Премногу има, едноставно премногу песни се. Меѓутоа, ајде да кажам White Snake, Is This Love, можда. Да. Па добро, тоа е наше детство. На сцена најмногу ме нервира кога? Па ретко би кажал дека нешто може да ме изнервира, бидејќи јас сум се доста стоичен човек, доста мирен човек. Меѓутоа, можеби на моменти кога некои луѓе не имаат социјалната интелигенција да проценат ситуацијата и ти барат турбофолк песни насред настап, кога едноставно не си таков артист. Не дека јас имам некоја лоша реакција на тоа или пак дека ќе се изнервирам, меѓутоа не секогаш луѓето ја имаат таа социјална свесност да знаат што прават, бидејќи за време на настапи луѓе знаат и да пијат. Да, секако. Што одговараш ти во тие моменти, како ја решаваш ситуацијата? Ништо, викам окей, добро, во ред, окей, и после си терам по моје. Не доаѓаат пак, не се упорни? Не, искрено не, после еднаш или два пати ќе се откажат, искрено. Или како што кажа, после неколку пијачки во моментот. Не обрнувам внимание на тие работи. Да, веќе си доволно искусен, можеш да процениш ситуација. Ако некој друг не може, ти ќе процениш. Па, ја секогаш си викам вака, Владче, твоја работа е да бидеш назрели во собата, така да... Да ја контролираш ситуацијата. Па, не можеш да ја контролираш до секогаш ситуацијата, меѓутоа можеш да се контролираш себе си. Тоа е најважното. Бидејќи, ако имаш контрола врз себе, каква е ситуацијата не е воопшто битно. Се случи ли некоја слична ситуација на настап? Се има случајно, да дојдат некои луѓе кои што едноставно се пиени, да дојдат да те замараат за некоја песна, која што едноставно не ја ни знаеш. И се има случајно и тоа. Меѓутоа, мислам дека грешната реакција би било да се изнервираш, напротив, треба да таквиот момент да одиш кон смеа. Значи кон смеа, кон смеење треба да биде, кон кажување шеги, не треба да го сватиш тоа премногу сериозно. Па не би имал што да раскажуваш сега. Да, мислам дека премногу сериозно го сваќаме животот луѓето. Некогаш мислам дека ако не го сваќаме толку сериозно и не си патиме толку од глава, ќе биде се поубаво, искрено. Да. На крајот од денот ете некоја комична ситуација ќе излезе од целиот настап. Имаат излезено, доста комични ситуации кои што после тоа сум ги раскажувал и луѓето се смее. Имаш уште нешто ни раскажеш? Не, ќе го задржам за себе. Добро. И ова беше доволно од прилика, нели, да ни доловиш некои ситуации. За 10 години се гледам себе си како? Не ми е важно, искрено. Живеам сега, во овој момент. Не мислам на еднината. Поради тоа што, видите, има една изрека што вика, човекот планира, Господ се смее. Да. Џабе ти е да планираш заради тоа што овој момент е се што имаме. Мислам, не знам дали може да видите, али ова инг-јенг, нели зен, си го почитувам ја тоа. Ако живееш сега и си го направиш овој момент сега убав,
тогаш и за 10 години тој момент сега пак ќе ти биде, пошто животот е сега. Не постои иднина, не постои минато, само сега постои. Да, ние си планираме. Ја тоа сум го осознал, да, и живеам само во овој момент, а не мислам на иднината. Искрено не мислам на иднината. Знам дека тоа звучи за некои луѓе многу неодговорно. Како може да не мислиш на иднината, како може, па валјда имаш некои планови. Сите планови, ако ми дојде инспирација за некој план, ќе го запишам, ова би можел да го направам, меѓутоа тоа го правам сега. Да. Во овој момент. Значи мора да си фокусиран сега. Или ако се јавиш на некој, ако имаш некоја инспирација, ако си за нешто страствено, ако си возбуден за некоја идеја, да се јавиш на некој, да ја споделиш со некој, тоа се случува сега. Така да можеби не знам, дома ќе сум си дома, ќе си пијам кафе и ќе си играм со кучето и ќе ми дојде некоја идеја што ќе ја запишам, ќе се јавам на некој и таа идеја ќе тргне по таков еден пат, што после 10 години ќе се манифестира во нешто што никогаш не би замислил дека ќе се манифестира. Ме сваќате? Така. За мене така функционира животот. Да. Животот е река и се има флоу и треба само да не може пратиш тоа, да. Секогаш да се прави нешто на сила или да се контролира, да се планира. Апсолутно. Така е. Најдобар совет што некогаш сум го добил е да не даваш совети. Интересно, да. Најдобар совет, не давај совети. Поради тоа што секој живот е различен и доколку осетиш инспирација да кажеш некому нешто, кажи го ако е од срце, меѓутоа тоа е најдобриот совет. И можеби најдобриот совет, освен тоа, би било да живееме сега. Да. Живее сега и исклучи го умот, пошто умот многу збори и прави стресови непотребни. Што ти помага тебе да го исклучиш умот? Дали можеби музиката или некој спорт или медитација или шетање во природа, што е нешто најмногу? Се е медитација. Всушност за мене се е медитација. Кога си играм со кучето сум сега, кога компонирам песна сум сега, кога јадам нешто сум тука сега. Значи секогаш сум сега. Присутен. Да, присутен сум. И тоа е медитација. Тоа е основата на медитацијата. Поради тоа што луѓето често си прават си ги враќаат некои вака видеа во филмови во главата како се карале со некој, па се ова ќе му кажам, па они се ова ќе ми кажат, па како не му кажав ова, леле, требаше тука ова да му го треснам вака во лице. Ме саѓаш Отпосле како можеле да реагира? Тоа се вика патење, да, страдате, значи си страдаме од самиот ум. И ја не живеам така. Мене ми е буквално животот искрено, ја живеам како крал. Искрено, јас се осеќам толку привилегиран во овој живот, заради тоа што имам се. Значи имам се. Мене, искрено ви кажам, мене не ми треба ништо. Ништо не ми треба. Јас имам се. Имам се што сакам, буквално. Немам потреба за ништо повеќе. Тогаш човекот е вистински искрено ви кажам, среќен. јас го достигнав тоа. Го достигнав тоа, конечно да можам да кажам и приватно и јавно и пред цела Македонија дека мене не ми треба ништо. Навистина не ми треба ништо. Уживам во овој момент како што е, тоа е тоа. Да, тоа е убавината на живењето, да. Убави пораки слушнавме од тебе за оваа игра, доврши реченицата, навидум некој предизвик игра, но сепак многу мудри мисли знаат да излезат токму од оваа игра. Да, меѓутоа играта е многу интересна, да. Мора да признам. Ти благодарам. Околу новата песна, бидејќи веќе ја почнавме таа тема, би те прашала за почеток кој ја создаде, со кој тим работеше, како течеше целиот процес за овој, може да се каже, летен хит? Песната ја напишав уште пред неколку години. Мислам дека ја напишав дома во мојот роден крај, додека беше лето и уживав под сенка со гитара. И ете сега било време да излезе, веројатно. Ја напишав целосно сам, музика, текст, аранжман. Околу микс мастерот ми помогна Стефан Петановски, голем поздрав до него, тој е еден мој млад колега. И песната е летна. Мислам, ова е веројатно најлетната песна што ќе слушам. И спотот ќе го видат и гледачите, дека е летен. Да, плажа, девојки, палми, гитара, уживам во животот, не се замарам, значи буквално тоа е пораката на песната. Да. И знам дека многу луѓе ќе се пронајдат моментално во песната, бидејќи сега е лето и сега сите одиме на одмор, така да слободно пуштете си ја на, додека одите на одмор некаде и слушнете ја.
И самиот наслов е таков релаксирачки, Да, лежерен. си пеам на. Да, а дали поголема слобода чувствуваш кога сам создаваш музика или па тука и притисокот е поголем? Кога знаеш дека нешто твое излегува во јавност, кога ти стоиш за тоа, ти се подпишуваш како автор. воопшто не. Бидејќи како што кажав, искрено не се секирам многу со реакциите на луѓето, јас ја правам колку и да звучи тоа себично, јас ја правам музиката за мене, за моја душа ја правам. И после оставам на публиката да видам дали ќе им се допадне или не. Дали има притисок? Не, воопшто. Последната песна која што ја издадов беше во соработка со господинот Копров, таа помине одлично, сега ова е една моја песна. Сега следната повторно ќе биде со господинот Копров, спремаме еве нешто за Охридфест, една балада која што знам дека на многу умина од вас ќе ви се допадне. Значи сега крај на август се сега на одржува 27 август е Охридфест. За некој месец веќе спремен си за настапот? Да, мислам песната е веќе при крај, треба да се доврши, се работи на неа и се гледаме на 27 на Охридфест. Да, и тогаш верувам дека ќе излезе и некој спот, видеозапис ако имаш во план можеби да направиш летен спот? Или ќе биде нешто поинакво? Секако, меѓутоа прво мора да помине фестивалот, да се објави сето тоа, меѓутоа нормално дека ќе треба да се направи спот заради тоа што мислам дека дојде некое време каде што песна без спот веќе не добива некое големо внимание, би кажал, од медиумите. Мислам дека многу поголемо е вниманието од самите медиуми кога имаш спот. А и гледам дека ти наназад внимаваш на тој момент. Не знам дека треба да ги избројам колку, не знам колку спотови имам веќе, меѓутоа си творам, оставам времето само по себе да си го диктира тоа. Кога создаваш музика, кога твориш, кога ти доаѓа таа инспирација, прво доаѓа мелодија или текст? Што е она што прво знае да ти дојде на ум? Па знаете што мислам дека прво доаѓа мелодијата од рефренот. Многу чудно е заради тоа што ја слушаш песната пошто доаѓа од некаде. Значи доаѓа песната од некаде и твое е само да се фокусираш и да пуштиш таа инспирација да протече низ тебе. И после тоа, веројатно, кога ќе седнеш, можеш да ги запишеш зборовите и онака да осетиш според мелодијата каков вид на песна би била, дали е тажна, дали е среќна, дали е оптимистична, дали е лежерна, дали е чил, дали е полна со енергија, дали е брза, дали е бавна, ме сваќате. Да, може да слушнеме сега и дел од новата песна од На, па ќе го погледнеме и видеозаписот после тоа. Апсолутно, само за вас, На. Денес времето сончево и толку прекрасно ми мириса на кокос кога сум во рајска градина. Денес ти и јас сме сами, ова е наша приказна. И ти ме правиш среќен кога ме љубиш полека. Си пејам на Si pejam na 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 na. Еве, ќе може да ја слушнете целата, мислам дека би било поубаво да. Така е, ќе го погледнеме сега да оставиме да го погледнете спотот, да. Летна песна за опуштање. Апсолутно. Лежерна, токму за овој период од годината. Инаку околу локациите, каде бевте, каде снимавте? Спотот е сниман во Грција, тука на првиот крак. Бевме со екипа. Голем поздрав до мојот видеографер, тој камерман Лоран Бајрами, со кој што соработувам. Ова ми е веројатно
четврт спот со него, мислам, да. Значи, ова ми е четврт спот со него и исто така еден голем поздрав до сите девојки кои што беа во спотот, беа навистина професионални и многу во се поминавме, имаше многу смеење. Да, тоа е битно. Има некоја анекдота за раскажување? Не. Не, мислам дека не. Видете, значи, муаветот беше као, абе, Влаче, знаеш, песнава звучи као да пееш на една девојка, као звучи за една девојка дека, а тука има 6, ми кажа. Така, што е работава, да. И што е работава? Влаче? Па, знаете што? Не знам што да кажам. Свака беше поинтересно, а? Поубаво за спотот. Беше, да. Сикам, ајде ставам 6 девојки во спот. Да, зашто баш таа бројка? Па, зошто да не? Мислам, убава бројка е, да. Што повеќе тоа подобро. Па, да, Побогат е спотот. Зависи од контекстот, меѓутоа за спот, да. За спотот зборуваме, да не се разбереме погрешно. Да, окей. Така е, да. Кажа за Охрид фест дека подготвуваш песна, но ќе биде балада, значи нешто поразлично од ова сега што го гледавме, што го слушавме? Малку побавно ќе биде, некоја поемотивна или? Да, емотивна балада, многу слична во стилот нешто на Милион звезди. Предходната песна што ја направивме со господинот Копров, и ова ќе биде во би кажал стил, меѓутоа искрено мислам дека е подобра. Мислам дека оваа песна ќе биде подобра. Така чувствуваш дека подобро ќе помине? Мислам дека е подобра песна. И самата песна е поубава, подобра, полесно ќе влезе во ум и на 27-ми ќе може да ја слушнете. Ти беше и на Макфест исто, те знаеме веќе од фестивали, имаш во план и други фестивали за годинава или до година можеби веќе? Имам, да, меѓутоа еве ќе го открием тоа маце. Нека помине Охрид фест, па ќе се фокусираме, ќе се фокусираме и на другите фестивали, да. Добив една понуда од Србија. За кој што моментално размислувам, така да ќе видиме. Да, имаше ти и претходно кажано дека сакаш надвор од нашите граници, да пееш, да настапуваш. Мислам, добив една понуда од едни музичари во Србија, кои што се од Нови Сад и ме поканија да одам до нивното студио, да си направиме муабет во врска со креирање музика, таков муабетот се знае каков може да, нели? Ние сме музичари професионални да ова живееме. Мислам дека многу луѓе не знаат за мене дека јас пишувам песни и на српски. Меѓутоа до сега имам извадено, тоест промовирано само една. А што е со другите? Па затоа и добив од нив покана као да дојди до студио, ќе се видиме, ќе направиме муабет, ќе видиме сега. Значи, и таа е една опција. И пишуваш и за други изведувачи исто така или само за тебе се оние песни на српски јазик? Да. Еве сега неодамна излезе една песна која што се вика Подова него, каде што се потпишувам само како текстописец таму. Пишувам и творам за други, еве често се случува некој кој што сака своја песна да има, да ме исконтактира, да дојде до кај мене во студио, бидејќи нели сега јас го држам, тоест го менаџирам студиото на господинот Копров моментално и се случува да ми пишат некои млади надежни таленти, исто така отворив сега и школа за пеење, имам преку 70 деца пријавено. Браво. Се обидувам да ги организирам сите, да. И веќе почнав и со држење часови по вокална техника. Браво, на која возраст се децата веќе? Имам деца, буквално деца, кои што се од 8 па нагоре, до тука некаде до 15, и уште една група која што е од 18 нагоре. Така. Така. Повозрастните. Да, повозрастни. Со кого е полесно, поинтересно да се работи? И со двете групи, искрено. Искрено и со двете групи. Децата ми се повеќе онака интересни, пошто деца се, ме сваќаат. Така е. Едноставно со нив е поинтересно, посмешно е да се работи. Да, дали си размислувал можеби за иднина и некој музички надпревар повторно
да се пријавиш некаде да отидеш да пееш, како што во Идол, да речеме, си бил на времето, нели, пред години? Не, искрено не. Мислам дека тоа нема да се случи, бидејќи имам премногу музика за создавање и мислам дека тоа го оставам на помладите, би рекол, кои што сака да го направат тоа. Само да знаете дека тие шоуа се претежно за брза слава, меѓутоа она што ја одржува кариерата е творење добри и убави песни и имање тим, значи убав тим, тоест тим луѓе кои што веруваат во тебе. Така. Тие шоуа, јас мислам дека кои што се талент шоуа, повеќето од времето знаат да бидат добри, меѓутоа за продукцијата која што ги организирала, не за децата. Не за поединците како за нивна кариера? Не. Мислам дека не. Поретко, не дека нема случаеви, има секако, меѓутоа повеќето од тие пејачи не можат да се одржат бидејќи немаат своји песни и луѓето кои што работат за нив работат бидејќи работат од ќар. Тоа е, има, значи, не заборавајте дека е музичка индустрија, значи се вика шоу бизнес. Не е само шоу, бизнес. Всушност 90% е бизнес. Не се работите така како што изгледат на телевизија секогаш. Да, ти си можел тоа, нели, да го видиш, да го искусиш. Да. На своја кожа и да кажеш најдобро, а очекуваше повеќе ти од тоа шоу, да речеме, кога заврши, очекуваше дека ќе отиде кариерата во нагорна линија повеќе отколку што излегло на самиот крај. Дали сте добивале ветувања некои кои што можеби не биле исполнети? Па, искрено, јас не знам, бидејќи на тоа шоу само стигнав таму до последните 12 или 13 тука некаде. Да, меѓутоа знам дека луѓето кои што, тоест колегите кои што стигнаа до крај не им беа исполнети ветувањата, а и не само тоа шоу, меѓутоа пак ќе кажем, многу шоуа се такви, да знаете. Немојте да имате премногу големи очекувања и внимавајте од луѓето што ви велат јас од тебе ќе направам звезда. Не сваѓате, значи не може да ви повеќето луѓе сакаат да капитализираат на вашите сонови. Не брзајте. Да. Тоа би бил мој совет. А претходно кажав, не давајте совети. Се противречам се, сам себе си. Да, но даде уште еден добар совет да се живее во моментов, да се цени животот и да се биде присутен сега и овде. И сега и овде ти се заблагодарувам за твоето гостување. Се надевам повторно ќе се видиме за нешто ново и убаво, актуелно како и секогаш заедно со тебе и успеси ти посакувам и на Охрид фест. Ви благодарам многу на поканата, секогаш е чест да се биде овде. И јас би сакал ти дадам и тебе комплимент, ти си фантастичен, како се вика, интервјуер на англиски, значи вистински професионалец и прашањата се секогаш интересни и различни од другите емисии, така да ти благодарам и тебе и благодарам голема до сите телевизија. Навистина ми е драго што така се чувствуваш кај нас, ти благодарам уште еднаш за убавите зборови и да се гледаме само за убаво, а ќе завршиме и со Милион звезди, како што ја спомнавме и пред малку песната со господинот Копров. Милион звезди во продолжение, драги мои, а вие останете понатаму на Сител телевизија. Довидување.